Јас пред се би сакал да му се заблагодарам на Бранимир Јовановиќ за посветената работа. Тој навистина посветено работеше во Министерството за финансии и пред се секоја институција, не само Министерството за финансии, би посакала во своите редови да има доктор на науки, посебно доктор човек кој што докторирал во странство. Тој со својот капацитет и знаења ни помогна да спроведеме сериозен дел од тие реформи што ги спомнав. Например, со него поминавме многу важни предизвици, како што е даночната реформа, мерките за подигнување на минималната плата, социјалната реформа, исто така кое што пред сега работеше Министерството за труд и социјална политика, но исто така и дигитализација на процеси кои што се спроведува во УЈП. Ние како институција апсолутно ги почитуваме и практично и целите и тоа секој од вработените каде сака да се најде и апсолутно не смееме на никого да му стоиме на тој пат. Значи, уште еднаш имаме голема благодарност за тоа што го направи. Јас лично со него, со Бранимир, ќе останам во пријателско, ќе останам пријател и така и треба да биде. Треба да кажам дека како институција ние во изминатите години, изминатиот период имавме вработени на клучни места кои што, не знам, одеа на усовршување. Имаме еден од Трезор кој што отиде на усовршување во Америка. Тогаш дискутиравме на координации дали посебно кога имаме мал број на луѓе кои што е ставен товарот, дали треба да дозволуваме. Апсолутно ние како институција имавме дека не треба на никој да му се стои на патот и треба да направиме како институција се да го покриеме во поглед на делот што го покриваше Бранимир. Тој во изминативе месеци подготвуваше колега однатре од институцијата да го практично да го превземе неговиот дел од работата и практично се реши да си отиде од финанси, кога и тој, но и ние бевме целосно убедени дека апсолутно имаме човек кој што го има капацитетот и покриеност да го врши тоа, и ние како институција ќе продолжиме, како што реков, по патот на реформи со квалитетни луѓе. Мислам дека никој не треба да има двоумење за тоа.